често се постава прашањето што направи државата за повредените од Кочани. Да почнем од почеток. Прво, веројатно имавме најмасовната операција во историјата за згрижување и триажа на повредените. Зборам за стотици тимови на итната медицинска помош со стотини транспорти. Беа ангажирани итна медицинска помош од Струмица до Тетово, од Дебр до Кратово. Јавни здравствени установи, приватни здравствени установи. Зборам за невообичајни транспорти, бидејќи се транспортира повредени кои беа тешко повредени, беа во животно загрозувачки состојби, добар дел од нив. Немаме ни еден починат во првата фаза на прифаќање, што мислам дека е исклучително голем напор. Од 187 повредени кои беа хоспитализирани, 116 беа на лекување во странство, другите останаа на лекување во земјата. И лекувањето во странство треба да се гледа како државна подкрепа, бидејќи е обезбедено од страна на државата. Спрема досега просечните трошоци на лекување во Свети Наум Охридски се околу 5000 евра по повреден. Рехабилитацијата трае, со тоа што во основа се адаптираме на процесот. Не можам во овој момент да кажам колку тоа се ќе чини, бидејќи ќе трае, ама можам да кажам дека претходните лекувања во странство чинеле од 150 до 250.000 евра. Значи, збориме за долги и интервенции кои ќе барат подолга финансиска подкрепа од страна на државата, и ние сме тука. И во основа го адаптираме планот спрема потребите. Значи, иако беше првично предвидено да сите потреби бидат задоволени во трите скопски болници, во клиниката за пластична хирургија 8 септември и Свети Наум Охридски, сегашната состојба е дека во основа 8 хоспитализираните повредни кои се во Скопје, веќе сите други здравствени услуги се реализираат во општата болница во Кочани. Значи, таму веќе со подкрепа од тимовите на хирурзи од Свети Наум Охридски и од клиниката за пластична хирургија веќе започна од вчера да се спроведува први пат третманот таму. За тој третман доаѓа во Скопје. Претходно беше донесена одлука за обезбедување на спирометри и гасни анализи во Кочани, покриено со пулмолог од 8 септември. Веќе во првата фаза беше одлучено физикалната терапија да се одвива таму, така што во основа веќе се формира јадрото на услугите што ќе бидат давани на повредените во општата болница во Кочани. Ово не го исклучува и сета друга помош. Од еволуцијата ќе зависи што понатаму. Дали ќе биде неопходен можеби третман во странство, продолжување на третман во странство. Ние веќе за контролни прегледи на повредените од Пирогов одобривме тоа да биде на сметка на државата, бидејќи сака контролните прегледи да ги направат таму. Ке погледнеме во совет со конзилијарниот тим дали има неопходност некој да биде третиран од повредените да биде третиран во странство, и тука сме комплетно посветени понатаму. И јас не би го направил ова трка кој вложил повеќе, кој вложил помалку. Помош од било кого е добродојдена и не треба да биде одбиена и отфрлена. Има простор за поддршка од сите. Меѓутоа, сакам да уверам дека државата со сите своји институции целосно е посветена на процесот и дека ќе го следи до
кога и да треба, до кога и да трае процесот.